Финишираат подготовките за фудбалскиот суперкуп кој треба да се одржи на 8 август годинава. Денеска во обиколка беа лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски заедно со директорот на ПУИК Цветко Грозданов и директорот на Агенцијата за млади и спорт Маријан Спасевски. Вкупната инвестиција во стадионот изнесува 36 милиони евра, од кои 6 милиони евра се потрошени за адаптација на објектот согласно барањата на УЕФА. До сега од УЕФА имали извршено 15 контроли, а надлежните информираат дека сите активности ќе бидат завршени најдоцна до 15 јуни. Во инвестицијата која е направена за потребите на купот, има дополнителен простор од 7000 метри квадратни, како ресторани, кујни и ВИП простор. Грозданов информираше дека имаат и обструкција од страна на општината Центар и Жерновски. 2 месеци по издадените одобренија на земјиштето за теренски терени во рамки на арената, каде што треба да бидат поставени возилата за пренос на купот. Од страна на општина Центар го поништиле претходно издаденото решение и се прогласиле за ненадлежни. Значи, всушност тоа ќе бидат тениски, но во функција на купот, дека 3 дена ќе користиме само за да може тука да се стави као ТВ компаунд, значи преносите да се вршат од тука и треба, пошто се големи габаритни камионите, треба можеби 30 тона, некој тежи, да има добра подлога, долу, значи да е набиено добро, да е средено се, и од згора да имаме рамна површина, за да нема некои вибрации или било што да се појави. И се Жерновски не ти дава тоа? Не ми дава, затоа што се прогласи како ненадлежен, а првично ми даде одобрение за градба за 3. Значи, затоа што овде имаше согласно деталниот урбанистички план, постоечкиот, имаше зацртано спорт и рекреација, 2 тениски игралишта и плюс таму подпорниот зид кој што треба да се заврши. И ние добивме 3 решенија за градба. За 2 тениски игралишта и за подпорен зид. После изведбата, значи, имавме тендер, се јавија, значи, фирми. Ги воведовме во работа, 2 месеци и 2-3 дена фирмата работеше, извршивме ископи. Значи, направивме изолација доздолу се што треба со сите материјали како што треба. Значи, направено е тампонизација целосна и останати уште еден дел таму, секаде после можеме да видиме, уште малце. После 2 месеци и 2-3 дена се прогласува човекот дека не е надлежен и го поништува, самиот се го поништува решението. Како? Решение што он го издал? Да, тој што го издал, го поништува и правосилност и се. Што е целта, да се закучи суперкупот? Па најверојатно тоа е целта. Јас не гледам. Да нема тениски, 2 тениски игралишта. Што добива со тоа? Јас повикав, значи, да се надмине себе си во ситуацији тие тесно партиски што ги имаат интереси, затоа што сепак купот е најголемото збиднување што ќе се случи во 2017 година во Македонија. По завршувањето на купот, овој простор ќе биде искористен за издавање со што ќе се овозможат дополнителни приходи за стадионот. Еден дел од просторот ќе биде наменет за нова детска градинка, а канцелариски простор ќе им се отстапи и на федерациите кои немаат сопствени стабилни приходи. Инаку Суперкупот е најголемиот спортски настан кој ќе се одржува во Македонија. На тој надпревар играат победникот на Лигата на шампиони и победникот од Лигата на Европа. 2 потенцијални учесници се Јувентус или Реал Мадрид, односно Манчестер Юнајтед или Ајакс.